Со показна вежба за гасење пожар во објект и спасување повредено лице, Доброволното противпожарно друштво од Кочани викендов ја одбележа првата годишнина од своето формирање. Пред граѓаните кои присуствуваа на вежбата беше представена техничко-тактичката и кадровска подготвеност за интервенции на пожарникарите волонтери. Во употреба беа предадени реконструираниот објект на друштвото, како и новонабавеното противпожарно возило. Волонтерите пожарникари изразија гордост што само за една година од почетната иницијатива и од основањето веќе се екипирани со 50 доброволци кои се поделени во две групи за интервенции и за логичка подршка. Како прва активност во денешната програма беше осветувањето на нашиот мал скромен дом. На наша чест и огромно задоволство објектот го освети владиката Иларион и тоа го одбележува почетокот на овој настан. Возилото е веќе ставено во функција, возилото денес ќе биде презентирано на нашите граѓани со неговата целокупна опрема и намената за која е обезбедено, и со возилото ќе направиме една показна вежба во објектот од спротива, каде што ќе имаме симулација на пожар во затворен простор со повредено лице во безсознание. За оваа вежба исто така ќе имаме асистенција од волонтерите на Црвениот крст, каде што нашите волонтери лицето повредено ќе го предадат на волонтерите од Црвениот крст за понатамошна работа. Во изминатиот едногодишен период пожарникарите волонтери обезбедија и заштитна облека, шлемови, обувки и други средства за интервенции, со што се подготвени да одговорат на поставените задачи. Членовите поминаа и низ соодветни обуки, за што беше добиена подршка и од Дирекцијата за заштита и спасување и од територијалната противпожарна единица од Кочани. Потпишани се и меморандуми за соработка со соседните општини. На свеченоста по повод одбележувањето на првиот роден ден беа доделени сертификатите на пожарникарите волонтери кои ја поминаа обуката на Дирекцијата за заштита и спасување. Во изминатиот едногодишен период, Доброволното противпожарно друштво имало над 60 интервенции на терен, од кои најголем број за гаснење пожар. Од буџетската сметка на локалната самоуправа за оваа година се обезбедени средства за финансиска подршка на нивните активности. На социјалната мрежа Facebook објавено е видео снимка од жена која во ходникот на итната медицинска помош во општата болница во Кочани чека лекарски преглед, додека нејзините блиски, синот и сопругот се обидуваат да ја помогнат. Во коментар на видеото стои дека жената имала влошена здравствена состојба, но од болницата не сакале да ја прегледаат. При тоа се додава дека повеќе од 1,5 час таа седела пред вратата на амбулантата чекајќи помош, пошто е известена и полицијата. Во коментарот е наведено дека жената добила погрешна терапија, со што здравствената состојба дополнително и се влошила, а потоа била однесена на интерното одделение во Штипската болница. Блиските на жената ја обвинуваат дежурната докторка на итната медицинска помош дека не презела никакви мерки да ја помогне, додавајќи дека се прави етничка дискриминација затоа што пациентката е ромка. За краток период, видеоснимката се најде и на дел од порталите. Дежурната лекарка во итната медицинска помош во болницата во Кочани тврди дека ја прегледала пациентката и укажала за здравствената состојба во која се наоѓа. Кога започна мојата ноќна смена, дежурство, пациентката се жалеше на покачен крвен притисок. Јас ја премерив тензијата, беше 160 со 90 и ординирав терапија за крвен притисок. Исто така кажа ми пациентката дека не ја пила терапијата затоа што не била погодена и не се семнувал притисоко и дека истата ќе се јавила у Штип на преглед во понеделник. Потоа во 3 часот по полноќ повторно се јави пациентката на преглед у придружба на нејзиниот сопруг и син, дека исто така е крвниот притисок покачен. Зедов да ја мерам тензијата.
Исто беше 160 и кажав дека да си ја земе редовната терапија, дека нема потреба зашто да ја боцкаме, затоа што непосредно пред неколку часа е боцкана. Тогаш пациентката ми го повлече апаратот за притисок, дека јас не знам да ја измерам тензијата и силно удри со тупаница по работното биро да ја направам ЕКГ. После тоа излегува надвор во ходникот, имаше и присуство на друго машко лице кое што правеше видеозапис дека јас не сум ја прегледала пациентката, дека не сум ја укажала лекарска помош и дека сум спиела, тоа што го видов од медиумите дека е пишувано. Значи пациентката исто така сакаше да оди на интерно оделение, кои самоволно отидоа, но ние немаме дежурен лекар и пациентката немаше индикации за да биде на интерно оделение со тај крвен притисок и со нормален срцев ритм. Дежурната докторка додаде дека ова не е прв случај со инцидент, при што наместо да се јават кај своите матични лекари, пациентите често доаѓаат на итната медицинска помош за да примаат терапија. На тој начин избегнуваат сами да ги купуваат лекарствата. Случајот е пријавен во полиција и ќе има понатамошна правна разврска. По повод Меѓународниот ден без автомобили, в четврток на 22 септември, општина Кочани ќе организира велосипедската тура по патеката на Оризот. Годинава велосипедистите ќе возат на релација од Кочани до Градовци, Мојанци, Горни Подлог и враќање повторно во Кочани. Тргнувањето за сите учесници ќе биде во 16 часот од градскиот плоштад. Подршка во одбележувањето на Меѓународниот ден без автомобили ќе даде и Ротари клубот Кочани Виница. За учесниците на велосипедската тура обезбедени се рефлектирачки елеци, со што ќе се сврти вниманието кон зголемена заштита и безбедност на велосипедистите во сообраќајот. На овогодишната велосипедска тура ќе учествуваат рекреативци, ученици, членови на спортски и велосипедски здруженија, а можат да се вклучат и сите граѓани љубители на велосипедот како превозно и рекреативно средство. Турата ќе се спроведе според протоколите за безбедност во сообраќајот, а со техничка подршка од одделението за внатрешни работи од Кочани. Со овој настан, локалната самоуправа на Кочани се вклучува во одбележувањето на Европската недела на мобилност и го поттикнува користењето на превозни средства што не ја загадуваат животната средина. Велосипедската тура по патеката на Оризот почна да се реализира од пред 3 години, а на нејзиното прво издание учествуваа и видни представници од дипломатијата, кои во изминатиот период дадоа исклучителен придонес во заштитата на животната средина во Кочани и во регионот. Во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Мугри е отворена самостојна изложба под називот Овален имаж на ликовниот уметник и професор на Ликовната академија во Приштина, Хајруш Фазлиу. На изложбата се презентирани 20 дела масло на платно од неговиот најнов продукцијски циклус. Фазлиу е познат на нашата културна јавност по тоа што истовремено дејствува и на македонскиот и на косовскиот ликовен простор. Своевремено тој бил ученик на познатите македонски ликовни уметници и педагози Вангел Коџоман и Спасе Куновски. Тоа е самостална моја изложба, значи можда 15-та по реду укупно, кој сам учествувал, значи не само во Македонија, Косово, Албанија, Бугарска, Германија, Франција, Америка и се така, со друштвени, односно колективни изложби, док во Кочани ми е ова првата моја изложба и то се овако учествувам како гостопримлив града, центра, запалјучи директорки Ани и поготово мојој кураторки Александра Димитрова, која била та иницијатива која ме овако и одабрала да будем со мојата изложба. На делата што се изложени во Центарот за култура во Кочани се представени внатрешните емоции на сликарот, искажани преку колористички елемент, односно со изразито користење на бојата и линиите. Изложбата на Хајруш Фазлиу е дел од годишната програма за работа на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, а е под целосно покровителство на Министерството за култура.
Викендов се одигра второто коло во третата фудбалска лига Исток, во која фудбалерите на Осогово останаа непоразени на гостувањето во Берово. На средбата со домакинот Малеш, жолто-сините одиграа 1:1 и освоија важен бод со кој се најдоа на врвот на табелата. Иако имаа фаворитска улога и се очекуваше да направат изненадување, сепак прикажаната игра не беше доволна за да се оствари намерата. По мирното прво полувреме, двата погодока се постигнати во вториот дел, при што први во водство дошле домашните фудбалери со голот на Арменски во 53-та минута. Изедначувањето на резултатот е постигнато по само 7 минути со погодокот на Тошеманов. Со ремито, Осогово во моментот има вкупно 4 бода, а со подобра гол разлика од конкурентите Малеш, Овчеполе и Академија Чешиново Блешево се наоѓа на првата позиција. Во следното коло на домашен терен, жолто-сините ќе се сретнат со тимот на Дојранско езеро. Второто коло го одиграа екипите во првата фудбалска лига во женска конкуренција. При тоа, тимот на ЖФК Кочани доживеа вистинска катастрофа на домашен терен. На стадионот Никола Мантов нашите девојчиња беа немоќни против изразито доминантната екипа на Љуботон од Тетово, која е минатогодишен шампион. Примија вкупно 13 голови, а не постигнаа ниту еден, со што не се исполнија очекувањата дека ќе пружат достоинствен отпор и нема да дозволат лесен пораз. Со двете загубени средби и примените 20 голови, екипата е последно пласирана, каде е во друштво со Велешки Борец, кој досега прими само 2 гола помалку. Викендов се одигра и петтото коло во втората фудбалска лига, во која Виничка Слога гостуваше на тимот на Беса од гостиварското село Добридол. По серијата нерешени резултати во изминатите неколку кола, Слога го претрпе првиот пораз со резултат 3:2. Домакините биле подобри во првиот дел од надпреворот во кој имале водство 3:0, а сите 3 погодоци ги постигнал Скендери. Гостите од Виница пак во второто полувреме ги консолидирале своите редови и постигнале 2 гола преку Велиновски и Павлевски, со што го ублажиле поразот. Со 6 освоени бода досега, Слога останува на 9-та позиција. Во следното коло на домашен терен ќе се сретне со тимот на Гостивар, кој во моментот е трето пласиран.